Студеното време ја зголеми цената на природниот газ. Невообичаените ниски температури од почетокот на ноември ја зголемија цената за 20%. Дополнителен притисок врз цената ќе се случи во декември, кога ќе престане да важи договорот за транзит на руски газ преку Украина до Централна Европа. Како сето ова ќе влијае во Македонија на цената на природниот газ, анализираме во денешната емисија. Неочекувано ниските температури кои што почнуваат од почетокот на ноември ја извршија притисок врз цената на природниот газ, кој што според последните податоци е порасната за 20%. Колку сметате дека ниските температури сепак не престои и зимскиот период кој што не е започнат, колку очекувате ова дополнително да изврши притисок врз цените на природниот газ? Оно што го пратам на европските берзи за природен газ, особено на најголемата берза, TTF берзата, факт е дека во последниот период има зголемување на цената на природниот газ, ако на почетокот на ноември беше околу 40 на евра за мегават час, сега е 40 и денешните тргувања ги видов пред малку, се околу 47 евра за мегават час, но факт е дека има зголемување. За тоа причина е што реално и природниот газ е берзански производ и влие понудата и побарувачката, исто така и природниот газ како продукт кој што се тргува, исто како и електричната енергија и нафтата влие исто така и геополитиката. Така да тоа што го гледаме е настанато заради намалување на температурите во дел од Европа на почетокот на ноември и исто така соодветно влијание има и случувањата на Блискиот Исток и цената е таква каква што е. Сега да бидам искрен, значи тоа е цена која што ако ја споредиме со таа цена во пикот на енергетската криза кога ги имаше и до 300, 400 и 500 евра за мегават час, мислам дека цената е таква каква што е. Да се надеваме дека ќе нема дополнително зголемување на цената на природниот газ. Имајќи во предвид дека и цената на електричната енергија е поврзана со цената на природниот газ, имајќи во предвид дека во Европа, а и во регионот има големо производство на електрична енергија од когенеративни постројки кои што го користат природниот газ, исто така тоа си има и соодветно влијание и на цените на електричната енергија. Така да ако кон крајот на октомври, почетокот на ноември, фјучерсите за првиот квартал на 2025 беа околу меѓу 105 и 110 евра, сега се околу 140 евра за мегават час, ако фјучерсот за цела 2025 беше од 95 до 100 евра, сега е околу 120 евра за мегават час. Значи се си има меѓусебна на некој начин една поврзаност, но да се надеваме дека ќе се движиме во рамките на овие цени. Кон крајот на следниот месец истекува и веќе договорот за транзит на руски газ преку Украина до Централна Европа. Колку сметате, доколку не се изнајде решение секако за овој договор, дека ова дополнително ќе изврши притисок врз цената на природниот газ од една страна и дали постојат ризици за сценариот од 2022 кога имавме енормни цени на природниот газ? Значи, со затварањето на цевководот кој што поминува низ Украина, најмногу ќе бидат погодени земјите од Средна Европа, Австрија, Унгарија, Чешка и Словачка. Од оноа што го гледам како информации, веќе Газпром ги има прекинато испораката во Австрија и сето тоа имаше соодветно влијание и на оваа цена што се зголеми, но исто така знам дека Унгарија си има обезбедено природен газ, кој што ќе доаѓа преку турскиот тек, преку Турција, Бугарија, па од Бугарија во Србија и ќе оди во Унгарија, така да од аспект на обезбедување на количини на природен газ, тие количини ќе бидат обезбедени. Исто така и другите држави кажуваат дека си го имаат обезбедено потребите од природен газ, се разбира патот по кој што ќе доаѓа природниот газ сега е нешто
трошоците за да дојде овој природен газ во овие земји ќе бидат нешто повисоки и поради тоа си има влијание и на крајната цена на природниот газ која што се тргува на берзите. Така да од аспект на недостаток тоа нема да се случи, ќе биде обезбеден природниот газ, но факт е дека заради зголемени трошоци за транзит, цената на природниот газ на берзите расте. Јас не очекувам некои драматични случувања од 1 јануари, бидејќи овие земји веќе си ги имаат обезбедени потребите на природен газ. Факт е дека Европа се откажува од рускиот природен газ и во голем дел гасната инфраструктура во Европа се менува. Порано едноставно тоа е така заради геополитика. Порано Германија обезбедуваше природен газ преку Северен тек 1, па се изгради Северен тек 2 кој што никогаш не профункционира, па сега и Северен тек 1 е тотално надвор од употреба и велам се градат и LNG терминали во Германија, во други европски земји, од каде што доаѓа природен газ од други земји. Но сето тоа си има влијание на цената на природниот газ, но потребите на природен газ, колку што гледам во Европа, особено во овие земји кои што се најпогодени, веќе Австрија, нивните складишта се 90% заполнети, така да не се очекува да има недостаток на природен газ, но да, ќе има турбуленции во однос на цената кои што очекувам да бидат во разумни граници. Значи, уште еднаш потенцирам, и Европа, и ние, и Македонија, и регионот издржа еден период со екстремно високи цени, кои што изнесуваа и 300, и 400, и 500 евра за мегават час за природен газ. Сега цената е негде 47-8. Јас сум оптимист дека тука негде ќе се движи цената, можеби ќе прекрши преку 50 евра за мегават час, но тоа би било тоа. И самиот го споменавте поврзаноста помеѓу природниот газ и струјата. Она што би сакала да ве прашам е за малите потрошувачи. Знаеме дека во одреден период имаше драстично зголемено префрлање на малите потрошувачи и компаниите од регулираниот на слободниот пазар. Сега во моментов гледаме зголемување на цените. Како можете да се вратат повторно на регулираниот пазар пред се? И дали очекувате сега наплив повторно враќање на регулираниот? Значи, малите потрошувачи, согласно Законот за енергетика, имаат право секој месец да одат од регулиран на слободен пазар, како им одговара на нив. Цената која што е на регулираниот пазар е околу 200 евра за мегават час, тоа е тоа што може да се даде преку државата и преку ЕСМ, и го имаат тоа право да си оценат сами кога и како ќе бидат снабдувани, дали ќе бидат на регулираниот пазар од универзалниот снабдувач или ќе си бидат на слободниот пазар од снабдувачите кои што имаат извадено лиценци во нашата држава. Ние имаме реално ликвиден пазар, доста активен пазар, 21 активен снабдувач со електрична енергија испорачува електрична енергија до македонските потрошувачи, така да сега зависи и начинот на продажба кој што го прават снабдувачите на слободниот пазар. Некои имаат фиксна цена, која што се е различна. Мислам дека е негде околу 140-150 евра за мегават часа, пак некои снабдувачи продаваат по цената на Хупекс плюс одредена марша. Значи, тоа е пристап на секој снабдувач, имајќи во предвид дека е слободен пазар, секој си има свој начин како настапува на слободниот пазар, но малите потрошувачи секој месец можат да одат од слободен на регулиран, од регулиран на слободен. Тоа зависи пред се од нив, како сметаат дека е подобро за нив. На самиот крај, цената на електричната енергија за домакинствата, секако таа стапува на сила од 1 јануари 2025. Докаде е целата постапка, веќе некои изјави од има во јавноста дека доколку има зголемување од страна, примерот би било до 3%. Докаде се пресметките, какви се вашите очекувања?
главните трошоци кои што ќе ги имаат МЕПСО и електродистрибуција ќе бидат трошоците за набавка на електрична енергија за губите кои што ги има во преносната и во дистрибутивната мрежа. Тендерот за набавка на загуби на електрична енергија во преносната мрежа се уште не е завршен. Исто така и за во дистрибутивната мрежа исто така се уште не е завршен. За преку 50% од количините не е завршен. Исто така и не ги знам јас и бројките кои што се за кај универзалниот снабдувач. Значи да завршат овие тендери, Регулаторната комисија за енергетика е надлежна да донесе одлуки за пренос на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија. Тоа што е под наша надлежност, ќе направиме се да нема влијание на крајната цена на домаќинствата. Она што го знаеме за кај Евана Хоум е тоа што, како што кажавте вие пред малку, во изминатиот период имаше голем број на мали потрошувачи кои што од регулираниот отидоа на слободниот пазар на електрична енергија. Некаде тоа се приходи од 30 на милиони евра кои што универзалниот снабдувач ги има помалце поради тоа што отишле малите потрошувачи на слободниот пазар. Од една страна има помалце приходи, но има и помалце трошоци за набавка на електрична енергија за потреби на овие мали потрошувачи кои што се отишле на слободниот пазар. Така да ја не очекувам дека ќе има некакви ценовни шокови во текот на овие неколку дена. Во делот кој што ние го регулираме, ќе ја информираме јавноста за нашите одлуки. Понатака, универзалниот снабдувач е обврзан врз основа на тендерот кој што го распишал, податоците кои што ги има односно трошоците за набавка на електрична енергија, да ја направи пресметката и кај нас само да ја испрати, да исконтролираме дали е во согласно со тарифниот систем. Но како и да е, не очекувам да има некакви ценовни шокови. Јас ви благодарам за гостувањето во Булевар Кадрија. Ви благодарам за поканата. Ова беше се што подготвивме за денешниот Spotlight. Ви благодарам за вниманието.